Добро вечер, започнува дневникот на Канал Плюс телевизија. Пред се да проследиме дел од главните настани на денот. Реконструкцијата на градските улици после 15 октомври беше причина за реакција на опозицијата во Штип. Зошто се гради надвор од законскиот рок, ја прашуваат локалната власт. Студентите на Универзитетот Гоце Делчев главно се задоволни од условите за студирање. Недостигаат услови за квалитетна практична настава, велат тие. Денес е ден на македонските студенти. Штипјани ја потврдија хуманоста со учество на меморијална крводарителска акција во сеќавање на Јани Димитриев. Угада започна собирна акција за подароци на деца во социјален ризик. Реконструкцијата на градските улици во Штип во период по 15 октомври е проблем за штипските социјалдемократи. Денес упатија обвинување до локалната власт и градоначалникот Захариев дека не се грижи за интересите на граѓаните, туку со обнова на уличната мрежа собира предизборни поени за ВМРО-ДПМНЕ. Од локалната самоуправа вела дека актуелните температури не се пречка за реконструкција на улиците. Локалната власт во Штип не се грижи за граѓаните, ниту пак работи во нивен интерес, обвини денес општинската организација на СДСМ Штип. Причината за ваквиот став на СДСМ е изведувањето на градежни активности за реконструкција на неколку градски улици после 15 октомври. Од СДСМ велат дека со ова се прекршени редица прописи и закони. Сведоци сме дека се врши интервенција на веќе реконструирани патни правци и тоа во време кога после 15 октомври се забранува секако вид на интервенција. Таков е примерот со реконструираниот патен правец кој што поминува низ Штипско Новосело и води кон излезот на Штип, за кој што беа потрошени 13 милиони денари државни пари. Затоа прашуваме, дали и кој издава дозвола за интервенција на овој патен правец во период кога се насила забраните за раскупување на сите јавни површини? Колку средства ќе бидат издвоени од општинскиот буџет за санација на шахтите за атмосферска канализација, ако се има во предвид дека од буџетот на Република Македонија веќе беа издвоени 13 милиони денари со кои што требаше да биде завршена целокупната реконструкција? За општина Штип градежната сезона трае од 1 јануари до 31 декември. Ние сме одговорна власт која за 7 месеци асфалтираше над 40 сообраќајници во вредност од над 1,3 милиони евра. Сосема е сигурна дека оваа градежна офанзива не им оди во прилог на опозиционерите. Кога граѓаните газат кал, немаат патишта, немаат водовод или имаат потреба од атмосферска канализација, за нас не е важно дали се работи во јуни или во декември. За нас е важно да се излезе во пресрет на граѓаните. Проблемот треба да се реши. Интервенцијата на атмосферската канализација во Новосело на споменатата сообраќајница е дел од севкупните активности за избегнување на можни поплави. Се чисти коритото на река Брегалница, се чистеа темелно и се прошируваа шахтите со цел да се избегне поплавување на домовите на штипјани. Според логиката на СДСМ, ако се случи дефект на водоводна мрежа или затеја атмосферска канализација, треба да чекаме да дојде јуни за да го решиме проблемот на луѓето. Затоа што така ги решаваа проблемите, убедливо се поразени на последните 2 локални избори. Од општината појаснуваат дека активностите за уредување на улиците ќе продолжат се додека временските услови го дозволуваат тоа. Ние знаеме дека неодамна имавме поплави во Новосело и ние мораме да го намалиме, односно да го намалиме проблемот, да избегнеме можни последици од поплави. Исто така, шахтите се доведуваат во првобитна состојба, односно на делот каде што останале пониско при самата изведба на канализацијата, која што впрочем била изведена во некои други времења, сега мораме да ја доведеме во ред. При реализација на улицата подигнато е нивото на самата улица и тоа беше должност на јавното предпријатие. Следуваат неколку прилози кои се израз на хуманоста во регионот. Мала радост е хуманиот проект на Универзитетот Гоце Делчев, во кој се вклучуваат вработените и студентите од УГД и Младинскиот клуб од Штип. Станува збор за хумана акција со која ќе се собираат детски играчки за новогодишни подароци за децата во социјален ризик. Ќе направиме повеќе пунктови на кои што ќе собираме детски играчки
и тие ќе бидат поставени на сите објекти во Штип на Универзитетот Гоце Делчев. Значи во ректоратот, во економски факултет, во кампус 2, кампус 4, на правен факултет, на факултетот за образовни науки. Тие ќе бидат константни пунктови, постојано ќе бидат таму и сите кои што и од пошироката штипска јавност сакаат да донираат играчки, да споделат мала радост, ќе бидат добредојдени да ги наполнат нашите брендирани кутии со играчки со кои што понатамо ќе ги изненадиме дечињата од Штип. Значи ќе собираме играчки во соработка со студентите Универзитетот Гоце Делчев. Понатаму акцијата ќе трае до 28 декември и потоа играчките ќе се дистрибуираат на семејства кои што имаат помала економска моќ и имаат деца. И ќе се обидеме ова да го направиме можеби во други градови, ако има студенти кои што би дали идеи на кои семејства во тие други градови каде што функционира универзитетот, ќе можеме да ги донираме. Меморијална крводарителска акција во гимназијата Славчо Стојменски во Штип денес се реализираше до 16 часот. Крводарителската акција во спомен на родинденот на прерано починатиот Јани Димитриев од Штип. За време на својот, за жал, краток живот, Јани Димитриев, кој загина во сообраќајна несреќа, многу пати ја покажал својата добрина. Без знаење на родителите на сиромашни лица им подарувал од сопствената гардероба. Исто така спакувана ја донирал во Црвениот крст. Дознаваме од неговата мајка. Таа истакна дека во неколку наврати, иако немал полни 18 години, дарувал крв, затоа што сакал да помогне и да спаси човечки живот. Добрината и хуманоста се карактеристиките по кои се сеќаваат и ќе се сеќаваат неговите најблиски. Јас сум една од неговите другарки, односно од неговото друштво, го знам од мал. Неговата хуманост, значи, немаше граници, тој таков беше во училиштето, таков беше со пријателите, со семејството и ние се трудиме, значи, да го продолжиме тој негов хуман дух што го имаше и да ја продолжиме неговата благодарност со тоа што организираме крводарителска акција во чест на неговиот роден ден. Во чест на хуманиот карактер на Јани Димитриев, трета година по неговата смрт, на денот на неговиот роден ден се организира оваа крводарителска акција. И денес оваа акција се организираше во Средното општинско училиште Славчо Стојменски, училиштето каде тој се школуваше. И голема благодарност до организаторите, секако голема благодарност и до сите хумани лица кои дојдоа и даруваат од својата крв, која секако ќе се искористи за спасување на многу животи. Акцијата е успешна, има голема заинтересираност, до крајот на денот се надевам дека ќе соберем уште многу крвни единици од сите крвни групи. На крводарителите ќе им дадеме пакетчиња, односно и благодарници за својата хуманост. Многу млади луѓе откако дознале се одзваа на крводарителската акција. Прв пат даруваш крв? Прв пат дарувам. Која беше мотивацијата, зашто? Тоа што има акција и сакам да дарувам. Ќе продолжиш ли понатаму? Мислам дека ќе продолжам. По кој пат дарувате крв? По четврти пат беше. Која беше мотивацијата ден? Па мотивација гледам дека има хуманитарна акција по повод овој дечкото како се викаше не текнува шо. Затоа да дадам и онака давам секогаш во годината два пати. Прв пат учествуваш на оваа акција во чест на Јани? Во чест на Јани, да, прв пат. Која беше целта и мотивацијата? Па да помогнеме да спасиме човечки живот и во чест на крводарителот Јани кој што трагично загина. Кон акцијата се вклучија и другарите на Јани Димитриев кои секоја година го одбележуваат овој за нив значаен ден, родениот ден на нивниот незаборавен другар. Со крводарителската акција собрани се околу 80 единици крв, кои ќе спасат многу животи, а со цел да се предизвика дополнителна радост и насмевка кај некое семејство од социјален ризик, вечерва во едно од кафулињата во Штип ќе се организира донаторска забава. Со парите кои ќе бидат собрани ќе се купи подарок кој ќе донесе искрена среќа кај некои деца. Истата акција била одржана и минатата година, по која од собраните парични средства бил купен лаптоп и подарен на дете чии родители не можеле да си го дозволат тоа. Да се сеќаваат на Јани Димитриев и после неговата смрт да продолжи неговата добрина. Организацијата на жените социјалдемократи од Штип го финансираат проектот 16 дена женски активизам. Денес на детското оделение во клиничката болница во Штип донираа постелнина, а на оделението за ортопедија донираа инвалидска количка. Со донација во клиничка болница во Штип форумот на жени од СДСМ ги одбележа 16 дена женски активизам. Овие активности се дел од кампањата Сина панделка за елиминација на насилството врз жените. Имаме хуманитарна донација на детско оделение.
постелина, која што сметаме дека секогаш е неопходна за било кое оделение во болницата, а посебно за детско оделение, како и инвалидска количка која што ќе ја донираме на оделението ортопедија. Се надевам дека никогаш нема да престанеме да соработуваме со здравствените установи во смисол на хуманитарен дел активности, дека секош ќе бидеме во својство на дечињата и на сите оние на кои што им е потребна помош. Секоја донација од големо значење за нас и дечињата, кои во моментот се наоѓаат на детското оделение, истакна раководителот Марина Гацова. Прекрасни се овие моменти кога некој ќе се сети на болните дечиња од детското оделение и особено ваквите гестови се имаат поголема тежина доколку доаѓаат од срце. Бидејќи овие постелнинки со мотиви детски се изработени од мајките кои се вработени во нашиот град, во тој случај посебна благодарност до нив од името на болните дечиња на детското оделение и од персоналот на детско оделение. Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кампањата Сина Панделка, 16 дена женски активизам, утре во Скопје ќе ја финализира со завршна конференција на тема Визија за Македонија, ратификација на Конвенцијата за заштита од сите форми на насилство врз жените, позната како Истанбулска конвенција. Попладне во страдатен пожар зафати колективен стамбен објект во центарот на Македонска каменица. На улицата Рударска опожарена беше стамбена зграда на 4 спрата. Пожарот најпрво избил на кровот од објектот, при што зафатил 4 станови. Благодарение на територијалните противпожарни единици од Македонска каменица и Делчево, пожарот е ставен под контрола. Причината за настанување на пожарот се уште не е утврдена. Единеесети декември е ден на македонските студенти. Универзитетот Гоце Делчев со неколку манифестации вчера го одбележа денот, а денес ги запрашавме студентите на УГД што е потребно за да се подигне квалитетот на студентскиот живот. Студентите се движечка сила во општеството. Тие се еден од клучните фактори за развојот на образованието, културата, економијата и секако социјалниот живот во една држава. Денес е ден на македонските студенти. Студентите представуваат едно од клучните тела во самиот Совет на млади. Еве заедно со нив досега организиравме многобројни настани и многобројни активности кои пред се го подобриат животот на студентите во општина Штип, не само Штип, туку на сите студенти кои што се дел од Универзитетот Гоце Делчев во Штип и дел од самата општина. Еве по нивна иницијатива организиравме школа по англиски јазик која што заврши минатиот месец и по нивна иницијатива поточно од студентите од Електротехнички факултет организиравме дискусии и предавања со професори од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а еве ова година спремаме и план за работа каде што студентите имаат клучна улога во креирањето на активностите за младите пред се во самата општина. Советот на млади во Штип брои над 500 млади, од кои поголемиот дел се студенти и имаат клучната улога во работата на Советот, но и во организирањето на активности и комуникација со останатите сектори во општеството. А што е она што им недостига на студентите во Штип? Знаете ли дека денес е македонскиот ден на студентите? Знаеме, да. Што ви фали вам како студент за да биде подобро студирањето? Камера. Камера искрено ми фале. Добро. На кој факултет сте? На Филмска академија. Зошто камера? Немате кога одите на пракса или не знам? Немаме доволно средства да си ја платиме. А ви е потребно? Секако дека да. Филмска академија без камера не бива. Што мислите? Зошто нема? Зашо нема доволно ресурси финансиски. Добро, освен камера, друго? Друго, да не плаќаме високи партиципации и цените си измислени за дополнителните трошици. Знаете ли дека денес е македонскиот ден на студентите? Да, знам. Што вам би недостасува како студент? Па, освен опрема што ни фали на факултет, ништо посебно. Дали имате некои други замерки во однос на студирањето? Не, професорите се супер, предавањата се одлични, секој ден имаме предавања. На кој факултет? Доколку направиме споредба од порано и како е сега, еве што вели претседателката на Совет на млади како поранешен студент. Можностите кои што ги имаат денеска студентите се многу поголеми
и во времето јас кога бев студент, а многу повише пред 10 години, каде што студентите беа многу повише ограничени. Еве, ќе ја спомнам само Erasmus Plus програмата, која што представува програма достапна до сите студенти, и со таа програма студентите можат да бидат дел од различни универзитети во Европа, па и во светот, да учествуваат на различни пракси, волонтерска работа. Секоја година студенти имат можност за пракса во различни институции надвор од Македонија, и ваквите можности кои што се дадени моментално студентите се огромни, и значи тоа е огромна пренос за секој млад амбициозен човек кој што сака да напредува во животот, и сигурно сум дека сите тие можности ќе бидат добродојдени на студентите и ќе знаат самите да ги искористат. Како дел од одбележувањето на овој ден, Универзитетот Гоце Делчев вчера ја одржа манифестацијата Студентски приказни, која за прв пат се организираше на УГД. Покрај презентацијата на студентите беше промовиран и новиот портал на УГД кој е посветен на наука. Одржана е петтата буџетска форумска сесија во Делчево. Беа сумирани резултатите од досегашните 4 сесии, во чии рамки граѓаните учествуваа со своји предлози и препораки за приоритетните проблеми во општина Делчево. На денешната пета форумска сесија ќе вршиме презентација на програмите кои што влегуваат во буџетот за 2016 година. Вкупниот износ на буџетот е околу 290 милиони денари, меѓутоа повеќе денеска ќе зборуваме за капиталните расходи, за оние проекти каде што можат граѓаните да учествуваат. Износот е некаде околу 60 милиони денари од основниот буџет и од донациите, значи вкупно околу 90 милиони денари. Како дел од програмата, нели од програмите, од проектите кои што се влезени, поголем дел се инфраструктурни, односно се изградба и реконструкција на улици и патишта, поголем дел парите се за тоа, меѓутоа ќе имаме средства од донација за наводнување, значи околу во програмата заштита на животната средина. Листата на предлози од граѓаните навистина беше голема. Ние имаме преку 30 до 40 предлози од граѓаните. Навистина ми представува задоволство што добар дел од тие предлози и препораки од самите граѓани се прифатени, представуваат дел од буџетот, меѓутоа важно е да напоменеме дека оној дел од препораките што во овој момент не се во можност да влезат во буџетот и да бидат прифатени, истите ќе бидат упатени како официјална листа до општината, до градоначалникот, нели, и општинската администрација, а со цел понатаму да бидат проследени до соодветни институции доколку општината не е надлежна или да се земат предвид во иднина за нивна реализација. На непријатно изненадување на ловното здружение Осогово, ловиштата Подлог и Белие добија нов стопанственик. Членовите на здруженијето Осогово најавуваат дека битката за кочанските ловишта допрва следува. Нов стопанственик на ловиштата Подлог и Белие е извесен Бруно од Скопје, инаку поранешен директор на царината во Скопје. Тој ја добил концесијата за стопанисување со кочанските ловишта и веднаш започнал активности за активирање на ловните терени и заштита на истите од нелегален лов. Ваквата вест ги изненади ловците, членови на ловното здружение Осогово, кој со децении стопанисуваше со нив и има изградено значања и инфраструктура. Поголем дел од нив се уште не веруваат дека тоа што е создавано со децении сега некој на перфиден начин го добил како свој виден подарок од државата. Од ловното здружение Осогово вела дека иако доделувањето на концесијата објавено во службен весник, работата не е завршена и дека допрва предстои битка за кочанските ловишта. Во таа насока поднесени се тужби пред управниот суд со цел да излезат на видели на сите нерегуларности во постапката и перфидното елиминирање на другите заинтересирани во корист на скопјанецот. Дека се работи за смислена ујдурма, велат во здруженијето, зборува тоа што на електронското надавање учествувал само известниот Бруно, кој понудил за еден чекор по висока цена и без конкуренција си ја добил концесијата. Поради сето тоа се најавува дека работата ќе се истурка до крај, а ако доколку надлежните институции останат глуви на барањата на ловното здружение, ќе бидат организирани протести. Како ќе заврши ова максимално замрсено доделување на концесиите на кочанските ловишта, тешко е да се предвиди. Меѓутоа, кај овдешните ловци, останува горчината поради сознанието дека некој надворешен ќе стопанисува со ловиштата, во кој со децении е инвестирано, а ловното здружение Осогово со објектот на ловниот дом, со фазанеријата кај Чифлик, со стрелиште за глинени гулави, со чеки за штетен дивеч и низа други инфраструктурни објекти, се доведува во ситуација да пропадне и исчезне.
Со доделување на наградите за најдобрите поети синоќа заврши Делчевската поетска манифестација Вапцарови бранувања. Манифестацијата ја организираше Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров. Со поетски перформанс на учениците од двете основни училишта од Делчево синоќа заврши Делчевската поетска манифестација Вапцарови бранувања, што секоја година традиционално во месец декември ја одржува Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров во чест на својот патрон и голем македонски писател Никола Јонков Вапцаров. Оваа година ги имавме најубавите песни, значи децата се гледа дека творат, дека имаат основа која што ја добиле во основните училишта. Се надевам дека ние со тоа што ги откриваме малите таленти, тие ќе добијат шанса да учествуваат уште на многу вакви поетски манифестации и својата креативност да ја збогатат и да станат еден ден писатели и поети во права смисла на зборот со своји пишани книги. Воедно на синокешната трета вечер од манифестацијата, организаторот ги прогласи најдобрите поети и поетеси кои со своји творби на тема Вапцаров и Македонија учествуваа на конкурсот и се представија на манифестацијата. Јас ја добив првата награда и многу сум среќна поради тоа. Сакам само да ги поздравам мојата менторка Маријана Стојменовска и мојата поранешна наставничка Елизабета Џаберска, бидејќи тие го дадоа целиот свој труд и вложија во нас многу емоции и се потрудија ние да бидеме повеќе емотивни и да пишуваме песни. Јас пишував песна на тема Ја љубам својата земја и добив прва награда. Мотивот за да ја напишам песната беше љубовта кон мојата татковина и секако конкурсот кој беше распишен по повод Вапцаровите бранувања. Јас сум Ана Накиева, пишував на конкурсот Вапцарови бранувања, го освоив првото место на тема Мојата татковина и сум задоволна со наградата. Првото место во категоријата пето оделение им припадна на Дамјан Маневски и Теодора Теодоровска. Во категоријата шесто и седмо оделение најдобри беа Елена Ангелова и Викторија Костадиновска и Верица Ѓоргиевска и Јана Анакиева ги напишаа најдобрите творби во категоријата осмо и девето оделение. Утре во 19 часот во Дом на млади Штип премиерно ќе биде изведена представата за деца Глувци и мачки на опачки во режија на Симеон Гаврилов. Утре премиерно децата во Штип ќе имаат можност да ја проследат представата Глувци и мачки на опачки на хрватски автор. Режијата и адаптацијата на текстот е на Симеон Гаврилов, кој е и ментор на драмското студио при Домот на млади во Штип. Станува збор за една представа која всушност праизведба, бидејќи авторот на текстот, тоа не е драмски текст, туку е стихова збирка, Луко Палјетак, еден возрастен човек, хрватски академик, кој што стихозбирката е пред 30 година објавена, скоро е излезена во Македонија со македонски препев. Како што чувте, илустрациите и на стихозбирката е на Александар Иванов. И се вклучени сите моментално што се членови на ова драмско студио. Тоа е, значи, мислам дека преку 30 деца има. Настојуваме преку едни прекрасни стихови на овој реномиран хрватски автор да направиме една игрива, динамична представа во која прво децата ќе покажат сензибилитет кон сцената и користење на безброј изразни средства. Од говор, пластика на тело, гестикулации, чувство за музика, за ритам, за колективен исказ, како нешто што е пред се најважно за театрот, таа колективна игра. Значи, они се 30 души се нон-стоп на сцената, значи истовремено говорат, ги инсценират одредени сцени, ситуации и така натаму. Премиерата на представата Глувци и мачки на опачки е закажана на 12.12.2015 година во 19 часот во Домот на младите. Премиерата е веќе распродадена, затоа сите оние кои се заинтересирани веќе се јавуваат и бараат билет повеќе и ја закажавме и веќе првата реприза која ќе биде на 15-ти, тоест во вторник. Цената на билетот е 50 денари. Сепак, ова е можност родителите и децата да поминуваат квалитетно време заедно и во исто време да присуствуваат на вакви културни настани, да се инспирираат, мотивираат и приклучат во вакви групни настани.
При воздушен напад на меѓународната коалиција предводена од САД на територијата на Ирак, загина министерот за финансии на терористичката група Исламска држава и уште двајца нејзини лидери, изјави потпаролот на Пентагон, полковник Стив Борен. Тој посочи дека во нападите извршени во последните неколку недели убиен е Абу Салах, одговорен за финансиските операции на Исламската држава. Европската комисија ги прекори Хрватска, Грција и Италија дека не се доволно ефикасни во собирањето дигитални отпечатоци од кандидатите за азил и нелегалните мигранти кои пристигнуваат на нивна територија, пренесоа француските медиуми. Европската комисија смета дека трите земји не ги применуваат правилно врските за земање отпечатоци од кандидатите за азил и од нелегалните мигранти. Полицијата во Женева денеска го зголеми степенот на тревога и трага по осомничените лица, кои се посочени од швајцарските власти за наводна поврзаност со нападите во Париз, извршени на 13 ноември. Врз основа на добиената информација, полицијата во градот, кој се наоѓа во близина на француската граница, ја зајакна безбедноста и распореди поголем број полицајци. Штип како град на борењето ќе добие сала за боречки вештини. Ова ќе биде проект кој ќе биде реализиран во најскоро време. Според деталниот урбанистички план, локацијата на салата ќе биде веднаш до бањата Кежовица. Да, заедно со Боречката федерација на Македонија договорим во Штип да се направи сала за боречки спортови. Штип е град на борењето. Локација според нашиот детални урбанистички план имаме токму овде. И овде е многу битно што тие сака да направат еден сегмент кој ќе биде практично како сауни, нели, бањи некои ќе направат, тука се и топлите води и мислам дека тоа одлична работа. Финансиските средства треба да ги обезбеди Боречката федерација и Меѓународната федерација за боречки спортови. Општината го дава простор, значи бесплатно и мислам дека тоа би било нешто добро. Јас се надевам дека наскоро ќе отпочнеме и со изградба на тој простор. Финансиските средства за овој проект ќе бидат обезбедени од Боречката федерација на Македонија и Меѓународната федерација за боречки спортови, додека општина Штип бесплатно ќе го додели просторот. Се одигра во онредното коло во М16 машката и женската кошаркарска лига на Македонија. Во машка конкуренција екипата на Баскеткам славеше убедлива победа од 106-35 над екипата на Куманово 2009. Девојчињата пак се поразени на гостувањето кај Гостивар со резултат 53-46. Во женска конкуренција надпреварите продолжуваат на 19 декември, надпревари во кои Баскеткам на домашен терен ќе го пречека тимот на Бадел. Оние пак во машка конкуренција во М16 лигата, својот надпревар ќе го одиграат на 12 декември. Во спортската сала во Македонска Каменица, тимот на Баскеткам ќе го угости тимот на Фени Индустри. Исто така на 12 декември свој надпревар ќе одиграат и младинците до 14 годишна возраст. Во оваа конкуренција тимот на Баскеткам Рудник Саса на домашен терен ќе се сретне со тимот на Водњански Лисици. Ова беа информациите подготвени за вечерашното издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Останете и понатаму со нашата програма, имајте пријатна вечер.